Значи, кои се клучните измени кои што ги предлагате сега во работната група, што може да очекуваме од изборниот законник? Денеска, согласно деловникот на работната група, се одржува средба на проширената работна група. Во овој изминат период од 4-5 месеци работеа подгрупите во кои беа опфатени сите институции надлежни за спроведување на изборниот процес. Сега да беа опфатени невладините организации, политичките партии и доставени ме материјалот, измените се готови, доставени се до сите пред 3 недели. Сега денеска треба да се усвојат тие согласно деловникот, а се однесуваат на измени околу финансирање на политичките партии, заштита на избирачко право, околу медиумите, медиумското представување, али оваа работна група имаше мандат само за препораките на ОПСИ и ОДИХР. Сите кои можеа да бидат имплементирани се имплементираа, некои не може да се имплементираат, не се компатибилни со нашиот изборен законник, а потоа се надевам дека ќе се изнајде начин да продолжиме истава работна група да продолжи да работи на нов изборен закон, бидејќи една од препораките на крај на ОПСЕ и ОДИХР е во еден период, не за овие избори, него за наредните, бидејќи тоа бара поголем период, да се, бидејќи има изборниот законник претрпено многу измени, за да биде појасен за сите, да се донесе нов изборен законник. Се надевам дека оваа работна група покажа, јас сум благодарен на сите, Министерството за правда беше добро организирано, сите се опфатени, буквално секој сегмент од општеството. Зашто? Затоа што изборниот процес не зависи само од еден орган, зависи од сите. Буквално и тие кои ги следат изборите, однесувањето на сите, така да се надевам дека овие измени ќе допринесат за појасни да се работите на следните избори. Само едно кратко прашање околу финансирањето на изборите и како политичките партии или учесниците на изборите ќе располагаат со средствата. Кои механизми ги предвидувате како нови и дали има некакви ограничувања? Има, но јас пред да се усвојат не би сакал да ги коментирам. Од кога ќе се усвојат, ќе можам да ви дадам изјава. Сепак деловник постои од работната група која е усвоен на првата седница и тие измени се јавно достапни, ќе бидат од кога денеска се надевам ќе ги усвои. А ќе има ли доволно време за имплементација со гледа сме на помалку од 6 месеци од избори? Па не сме помалку, толку, зависи како ќе одговорат политичките партии. Ние не можеме да знаеме што ќе договорат кои, дали заеднички избори, дали посебни. Мислам сме во прав момент. Сега е топката кај собранието.